Професорот Горан Марковски, деканот на Градежниот факултет, е гостин ова утро. Огромно искуство во професијата, повикан сте денеска за Денот на градежните работници во Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав до вас и до вашите гледачи. И да почнам веднаш со честитка за нашите градители, за оние кои граделе во минатото и кои градат денес. Тоа се луѓе кои што и буквално ја изградиле нашата држава. Со своји раце. Со своји раце. Оставиле дела зад себе, кои што ги користат генерации и генерации и ќе ги користат. Едноставно, животот без градежништво не може ни да се замисли. Професоре, дали е точна максимата која што е неофицијална и која што е во слободен говор констатирана, дека се што е вредно во Македонија е изградено од поодамна? Па добро, поодамна веројатно имало по-интензивна градба. Македонија била гладна за инфраструктура. После Втората светска војна се работело за една територија со многу скромни инфраструктурни објекти. Еве, само за да се добие впечаток за што се работело, сме имале само една брана, тоа била Матка. Сме имале која што едва сме ја спасиле, но сме ја спасиле во Втората светска војна, да? Не сме имале ниту километар асфалтиран пат, не сме имале ниту една армирано-бетонска зграда и да не зборувам за други посериозни објекти. Така што таа глад предизвикала да има интензивна изградба, која што продолжила и во оној период на златното доба на градежништвото, кога Македонија станала премала за нашите градежници, па сите тие успешно работеле во многу земји и во нашата околина и многу подалеку, на Блискиот Исток, во Северна Африка и така натаму низ Европа. Така што градежништвото прераснало во еден бренд на македонското стопанство и воопшто на Македонија. Тоа сигурно се темели и на нашата традиција. Бројни се нашите неимари од минатото па се до денес, кои што зад себе оставиле дела како што се нашите манастири, Вија Игнација патот што поминувал низ територијата на денешна наша Македонија и така натаму и така натаму. Зошто е важен овој денешен ден? Зошто треба да се потсети јавноста и да се потсетат професионалците од вашата сфера, од вашата фела? Зошто треба да се одбележува 20 јуни? Да. Еве за јавноста не знам кому е познато, кому не е, зошто токму 20 јуни е ден на градежните работници, имено во 1936 година. Градежните работници организирале состанок на кој што решиле да делуваат со генерален штрајк, кој што поминал позитивно по нив и оттаму практично назначувањето за овој ден на градежниците. Зошто е важно? Важно е за да не потсети колку е битна оваа стопанска гранка. Таа е двигател на нашето општество и посебно во овој период е важно да тоа потсетување биде што поинтензивно, затоа што имам впечаток дека помалку подзаборавивме што значи градежништвото за државата, што значи за низиниот развој и можеби уште повеќе што значи за низиниот опстанок. Тежиштето се удря на некои други струки со помалку или повеќе екзотични имиња, но оваа базична струка е таа која што е двигател на стопанството и не смееме да дозволиме да полека ја соучествуваме во незиното гаснење. Ќе направиме една куса аналогија, тоа е како да го имате Меси во тимот, а да не го користите, да го ставите на клупа, да подзаборави да игра фудбал или да изгуби од своите физички способности, а при тоа да форсирате нешто друго со што не можете да постигнете резултати. Но таква класа никогаш не заборава и никогаш не губи од она што го носи, така и градежниците нема никогаш да загубат. Па нема, меѓутоа потенцијалот мораме да го одржуваме. Не смееме да дозволиме туку така да во рамките на нашата држава нашите градежници бидат потиснати, а при тоа странски компании да го заекнуваат своето CV, своите референци
со наши средства и на наша територија. Ако дозволите уште неколку реченици, ако со царини ги штитиме другите производи кои што ние ги произведуваме за да бидат конкурентни на нашиот пазар, малку е чудно зошто тоа не го правиме за нашето градежништво. Стопанска гранка која рани многу семејства и која што е во нашите гени. Тоа не смееме да го заборавиме. Добро, дуваат некои нови ветришта, се надеваме дека и ова ќе биде променето. Недостиг на кадар и мотивирање на млади инженери, тоа е моментот кој што би требало да биде во фокусот на градежништвото. Воопшто земено последните години има забележително смалување на студенти на градежниот факултет. Дали е тоа така, навистина? Кои се податоците? Каков е овој пат и што е клучната причина за неинтересот? Дали е неинтерес или одат некаде на друго место млади? Да. Па повеќе се причините. За среќа минатата учебна година, оваа која што завршува сега, имавме ова се некои просеци. Големен, меѓутоа факт е дека бројот е се уште недоволен за, повторно ќе потенцирам, за опстанок на државата. Значи, ние мораме да мислиме, една од нашите задачи е да мислиме за еднината на државата. Не е само она што денес го имаме. Значи, овој број на студенти кои студира градежништво, па би рекол и другите технички и на другите технички факултети, повеќе или помалку, е недоволен за да можеме само да ги одржуваме овие големи инфраструктурни капацитети кои што ги имаме. На што се должи тоа? Повеќе работи се, како што споменав. Помал број на млади луѓе, полесно заминување во странство, многу полесно, дури би рекол некогаш и непотребно. Атрактивноста на одредени струки кои што носат многу побрза заработувачка на почетокот, меѓутоа сликата се менува после тоа. Младата, така наречена Z генерација, не е склона да има трпение да чека за 10 години да има добри примања. Тие сакаат веднаш и сега, и затоа мораме да се усогласиме со нивните потреби. А една од причините е она што го споменав претходно. Ако ние не ги штитиме и не ги зголемуваме капацитетите на нашите градежни компании, тие тогаш не ќе бидат во можност ниту да вработуваат, ниту пак да ги задржат квалитетните кадри кај себе, затоа што без работа не може ни да ги финансираат. И сето тоа заедно кога ќе се семе, доведе до ова кризно време, кое, да внесам на крај малку оптимизам, се надевам дека со новите уписи оваа година, дека сликата ќе се подобри, односно трендот на покачување на бројот на студенти ќе се зголеми. Како да се мотивираат? Преку државни стипендии, со работка со стопанството, вие веќе имавте и некои проекти со индустријата? Да, имаме многу проекти со индустријата, имаме многу обезбедено стипендии, имаме голема промоција за зголемување на видливоста на градежниот факултет, меѓу другото, ви се заблагодарувам за вашата поддршка во целиот мој мандатен период, што ја правите. Мора малце и уписната политика да се смени. Не сме на државните универзитети да имаме слободен упис кој, каде и колку сака да запишува студенти, затоа што државата е таа која е собственик сајбија на универзитетите државни и таа мора да води сметка што понатаму. Не смееме ние да дозволиме едно хаотично запишување во една струка и после 5-10 години да се чудиме што ќе им правиме на тие инженери или било што во таа дејност, а од друга страна да немаме со што да ги покриеме празните места. Во фокусот на вашето однесување во кариерата се моралните и етичките принципи. Порачавте дека сигурноста на градбите во Македонија зависи од моралниот материјал на човекот. Колку градбите во Македонија се сигурни и безбедни, овие новите? За оние постарите знаеме, гледаме, се уште се тука. Па еве, добро го извлековте ова од што сум го споменал. Ако имаме општ заклучок какви ни се моралните вредности во последно време, на секој ниво, тогаш можеме лесно да извлечеме дополнителен заклучок како тоа се пренесува во градењето. Можеме и мораме да бидеме многу подобри, како да изгубивме свесноста за нашата позиција во општеството, колку сме битни
и колку многу влијаеме врз безбедноста на луѓето. Нашата струка може да биде масовен убиец, да со свој неквалитет придонесе за големи материјални, на што е уште поважно големи човечки штети. Сведоци сме за жал во нашето секојдневие, во нашето денешно живење, дека таквите работи ни се случуваат и нам, и оттаму мораме да делуваме на свесноста и совеста на луѓето, меѓутоа тоа очигледно не е доволно, значи мораме да воведеме и малку по-јасна одговорност кој за што е одговорен во процесот на градење. Тука секако влијание имаат и инспекцијските служби. И за ова зборувавме неколку пати кога бевте гостин во нашите емисии и ќе бидете повторно и ќе зборуваме повторно. Недостатокот на градежни инспектори секаде е загрижувачки. Истакнавте дека инспекцијската служба е поценета и недоволна. Дури споменавте и еден начин на централизирање на инспекторите, па оттаму да се испраќаат соодветни инспекции таму каде што е потребно, или во групи или во екипи, како и да е. Треба ли да се работи се уште и на ова? Има ли некакви идеи, се појавија ли некакви опции или? Мора да се работи. Прво, немаме доволен број на кадри. Тоа е уште еднаш да го напоменеме. За да имаме градежни, тоа е многу сензитивна струка, чувствителна, подложна на разни влијанија. Оттаму мораме тие луѓе да ги привлечеме со соодветен надоме, со соодветни бенефиции за да се нафатат на таа работа и при тоа да бидат честни во работењето. Имајќи предвид и малиот број на жители во Македонија, нашата блискост, некои наши ментални карактеристики, мислам дека е добро да се направи централно тело, инспекциско, кое што ќе испраќа инспектори од една средина во друга средина. Во малите средини луѓето се блиски едни со други и тогаш може да настанат одредени проблеми, дури без некакви финансиски надоместоци, чисто еден вид на непотизам, од емотивни причини, од роднински, пријателски и така натаму, некои работи да се премолчуваат. И затоа е можеби добро да инспекторите, тоа впрочем и мислам дека се прави и во други институции, во Министерство за внатрешни работи и слично, да не биде инспекторот во средината во која што живее, во која што има пријатели и така натаму, да се испрати во друг град. Македонија е мала, тоа може на дневна основа да се врши, мора да постојат јасни планови за инспекцијски надзори. Тоа е еден од начините како да се подобри состојбата во градежништвото. Нешто се поместува на оваа тема или? Па, за жал, после оној болен случај од Кочани, како некои работи да се придвижија. Верувам дека и оние кои што се најодговорни, најнадлежни за оваа дејност, почнаа да преземаат, и знам дека почнаа да преземаат соодветни мерки за подобрување на состојбите. За тоа треба време, значи мораме да бидеме свесни дека преку ноќ не може да работите да се сменат. Нешто што се правило 3,5 децении. Многу е тешко за еден ден или за еден месец да го смените, меѓутоа да го фатиме ние вистинскиот правец. Добро е да има иницијатива. И полека да одиме таму, добро е да некои работи се започна и верувам дека и ќе продолжат, дека нема да биде по поговорката секој чудо за 3 дена, меѓутоа верувам дека мораме да се освестиме. Ако дозволите, ако Скопскиот земјотрес бил своевидна катарза за македонското градежништво и многу пошироко, мислам дека немилата случка во Кочани е една од помало ниво катарза во однос на Скопскиот земјотрес, меѓутоа предизвика и тоа како освестување на сите структури во општеството. Добро, Скопскиот земјотрес ни го испрати природата, ова самите си го направи. Тоа е уште поболно. А многу мостови во Скопје се во ризична состојба, дали градежниот факултет има соработка со службите? Нема, за жал, па тоа зависи од оној кој што стопанисува со мостовите, дали ќе интензивира соработка со стручните луѓе или не. Нема многу капацитети и институции Македонија кои што може да одговорат на вака сериозни работи како што е проценка на состојбата на мостовите. Ние набавивме исклучително квалитетна опрема во последниве 2-3 години, која што дел од неа и ја нема во ниту една земја во опкружувањето, токму за детектирање на состојбата на старите мостовски конструкции. За жал, не сме искористени од страна на градот се уште, така што немаме увид во нивната состојба.
Одржливо градежништво, зборувавте, говоревте за еколошките бетони и регулативата, се преземаат ли конкретни чекори да се имплементира зелената политика во високоградбата и во инфраструктурата? Да, мораме од два аспекти. Прво да си го сочуваме, да се сочуваме природата и да им овозможиме на идните генерации обстојнок, да им овозможиме, а второ е затоа што следат европски регулативи за казнени одредби за оние кои што со цел кои што емитираат јаглерод диоксид повеќе од колку што е пропишано. Во таа насока градежниот факултет не може да остане настрана, впрочем тоа е една од нашите основни заложби, па и општествени задачи. Ние со цементарница Лусија подпишавме меморандум за соработка, формиравме еден истражувачки центар наречен Знаење плюс CO2 минус. Тоа е еден од проектите во со кои што сакаме да подигнеме свеста, знаењето и иницијално да овозможиме нови технолошки методологии за намалување на јаглерод диоксид, за намалување на емисијата на јаглерод диоксид во воздухот. Се чествува ли денешниот ден во вашата струка, го празнувате ли? Па секако секако дека се чествува. Работниците се секогаш, градежните работници се скромни и вредни. Тие потекнувам од градежно семејство, знам зашто зборувате. Да, тука немаат многу можности и склоности кон прослави. Тоа се обично работни прослави. Можеби денешниот утрински дожд ќе им помогне малку со одмор да го прослава денешниот празник. Мојот татко е градежен инженер, сака да каже, не зборувам јас, зборуваат објектите што сум ги направил, извел и благодариме професоре. Можеби ова е, не можеби туку со оглед на тоа што рековте дека нема да се пријавите, односно не се пријавивте на конкурсот за нов декан, ова е ваш последен ден на градежните работници, па една порака што ќе испратите до... Па оние што се занимаваат со градежништво да си ја сакаат струката, да се влюбени во неа, затоа што само љубовта води напред. Љубовта овозможува опстанок на цивилизацијата, а и љубовта овозможува, кон струката овозможува да бидеме добри, квалитетни и одговорни кон неа. Моите 3 години посветени на градежниот факултет беа еден вид на љубов, искажување љубов кон институцијата во која што сум го поминал целиот полнолетен живот. Се обидов да и се одолжам оноку колку што знам и умеам. Другите нека зборуваат дали во тоа сум успел или не. Оставате широки чевлиеве, ние кажуваме, обувки широки за оние што треба да додат по вас. Ќе ги видиме и нив, нели ќе останеме на иста линија со градежниците. Ве очекуваме повторно во нашето студио како експерт пар екселанс. Благодариме за гостувањето овде. Благодарам на поканата.